Почитувани, дозволете најпрвен на сите битолчани да им го честитам 4 ноември, денот на ослободувањето, и да им порачам да го чуваат она за што други загинаа, зад Битола и понатаму достане слободарска Битола. А сега, ова е првичната реакција на СДСМ во врска со владиниот предлог буџет за 2013 година. За 2013 година владата предвидува економски раст од 2%. Ова е победа за СДСМ, бидејќи успеа со аргументирани укажувања во текот на годинава да ја натера владата да се коригира и да излезе со многу пореална предпоставка за растот во споредба со 2012 година. Истовремено, се потврди дека катастрофалната ланска проекција на владата за економски раст од 4,5% во 2012 година, а годината ќе заврши со раст од околу 0%, беше обична манипулација. Воопшто не треба да се трошиме околу тоа дали растот ќе биде 1,5, 1,8 или 2% во 2013 година. Дури во целост да се оствари проекцијата на владата за економски раст од 2%, ништо нема суштински да се подобри во македонската економија во 2013 година. За 2013 година владата предвидува пораст на трошоците на животот за 3,5%. Имајќи предвид дека основицата за споредба е веќе висока од годинава, порастот за 2013 година е релативно висок. Ако се знае колку големо е учеството на храната и основните животни продукти во индексот за трошоците на животот, може да се заклучи дека животниот стандард на граѓаните и во 2013 година ќе продолжи да се намалува. Оно што очигледно ќе се зголеми во 2013 година е дупката во буџетот, и тоа за цели 40%, од 2,5 на 3,5% од бруто домашниот производ. Тоа е дел од фактурата за владиниот проект Скопје 2014, а владата за враќање на своји стари долгови ќе направи нови долгови кон странство. Наместо Скопје 2014 да направеше владата 250 км автопат или да направеше гасификација на земјата, денес ќе зборувавме за повисоки стапки на економски раст и секи изгледаше подобро. Конечно, од кажаното за буџетот за 2013 година изгледа дека владата повторно го игнорира предлогот на СДСМ на секое семејство во Република Македонија во кое никој не работи, да му се даде ваучер од 2000 денари месечно за купување на македонски прехранбени производи, за да може тоа семејство барем малку полесно да ги преживее овие тешки времиња. Да резимираме. Со буџетот, владата им порача на сите во Република Македонија дека во 2013 година нема ништо суштински да се подобри во македонската економија, а животниот стандард на граѓаните ќе продолжи да се намалува.